многу работи имам да ги кажам и да ги одговорам на вашето образлагање претходно и дозволете ми неколку работи прво да кажам. И до сега многу пати имало мислења од антикорупцијска комисија доставени до собрание без барање на собрание кои што собранието ги почитувало. Вашата одлука да не се почитува мислење на собранието е ваша одговорност, на антикорупцијска е ваша одговорност. Вашето тврдење дека имунитетот не штити нас од постапување спротивно на законите, ви благодарам, е признание дека кршите закон. Ништо повеќе. Но вашето тврдење дека нема друга постапка, односно постапка пред Уставен суд за поништување на било каква одлука на собранието е апсолутно неточно. И за жал прв пат покажува ваше незнаење. Например, ве замолувам, токму законот кој што ја тангира антикорупцијската комисија, да го погледнете во неговиот член 16, кој што дозволува кога се прекршени процедурите во вакви, точно во вакви ситуации, да разрешениот спротивно на закон да си поведе постапка пред редовен суд во парнична постапка да си докаже дека е точно или неточно. Член 16 од законот кој што ја регулира антикорупцијската проблематика. Тоа исто како што не ви го кажале член 8а пред да започнете оваа расправа, веројатно не ви го кажале службите кои ја ве спремале да ви кажат дека има и други постапки со кои што може да се поништат вакви одлуки какви што планирате да донесете. Но, накратко и сумирано, со повикувањето на имунитет, вие сами признавте дека кршите закон. Што е проблем? Имунитетот ги штити 62 пратеници, кои што ќе гласаат спротивно на закон. Но имунитетот, господине Џафери, не ги штити десетици и десетици други луѓе кои што ни криви ни должни ги ставате во ситуација да прифаќаат, да назначуваат или да бидат назначени надвор од членот 8а, кои што се однесуваат на многу постапки надвор од ова собрание. Впрочем, ние бираме и регулаторна комисија за енергетика, ама не значи дека парламентот утврдува цена на енергенсите. Ние бираме министер за внатрешни работи, ама не значи дека имаме право да возиме со 200 на час. Ние бираме и министер за труд и социјална политика, но ние не утврдуваме каква ќе биде сумата за социјална помош во Република Македонија. На крај дозволете ми да му се обратам на господинот Али Ахмети лично. Господин Али Ахмети, вашиот избраник на оваа позиција вас лично ве стави во ситуација да ви признае дека собранието го крши законот. Вие сте еден од повозрастните пратеници, апелирам до вас лично да се позанимавате со начинот на кој што се води собранието на Република Македонија, заради тоа што господинот Џафери, покрај тоа што не покажува никаква почит спрема опозиционите пратеници ова собрание, го доведува ова собрание во ситуација. Благодарам. Да размислите како ќе продолжи ова собрание.